Почитувани, Ненад Коцич и СДСМ единствено се залагаат за 0% невработеност кај своите партиски активисти. Тие, освен партизација на институциите, преку вработување на своите најблиски и своите партиски активисти, не направија ништо друго за градот. Поминуваат 4 години од арогантното владење со општината од страна на СДСМ, Аце Коцевски и Ненад Коцич. Оваа ненародна власт која е во заминување и тоа како работи професионално кога се во прашање партиските или роднинските вработувања. А редно време е да извадиме вистината на виделина, господа од власта. Затоа сте должни, господине Коцич, да им одговорите на Велешани. Најпрво би сакале да ве прашаме вас и градоначалникот Коцевски, зошто ги лажевте Велешани дека општина Велес е превработена. Ако општина Велес била превработена, зошто за вашето 4-годишно владење вработивте преку 40 нови вработени и тоа претежно партиски активисти и блиски роднини? Дали е точно дека Аце Коцевски си вработил своји блиски роднини и пријатели во територијалната противпожарна единица, но и во ЈКП Дервен? Исто така, дали е точно дека на последниот ден од рокот за распишување на изборите, Аце Коцевски подпишал решение за вработување на еден возач и двајца даватели на услуги? Да продолжиме. Дали е точно дека вие, додека бевте председател, господине Коцич, си имате вработено свој близок роднина во одделението за животна средина на општина Велес? Дали е точно дека сегашниот председател на Советот, господинот Гајдов, си има вработено своја блиска роднина во одделението за локален економски развој? Дали е точно дека поранешниот председател на Советот на општина Велес, Душко Петров, си ја вработи својата сопруга во Центарот за јавно здравје Велес? Дали е точно дека советничката Пандорка Прличкова бирала повеќе работни места за својот сопруг и тоа еднаш на патарините на Македонија пат, за сега да биде вработен во територијалната противпожарна единица Велес? Патем, за истата советничка има покренато случај и пред антикорупцијската комисија поради гласање на седница на Советот на општина Велес на точка буџет на територијалната противпожарна единица, а во исто време таму работи незиниот сопруг. Очигледно за нив терминот изземање е непознат, па затоа и секој кој мисли дека е недопирлив ќе сноси одговорност. Дали е точно дека екс-советникот Милан Нацев, штом си дал оставка од функцијата советник во Советот, по многу брзо време бил вработен во општина Велес? Дали е точно дека советникот СДСМ Менсур Бачевац си го вработи својот син во територијалната противпожарна единица Велес, а советничката Маја Стојановска ја вработивте во основното општинско училиште Стојан Бучевски Буридан во село Иванковци? Но секако сомнежи за партиски наредби за вработувања не се случуваат само во надлежностите на општината, туку и во државните институции. Таков пример имаме во општата болница во Велес. Затоа прашуваме како е возможно на огласот за лекари од општа пракса, објавен од општата болница Велес, да биде вработена сестрата на екс-лидерот на младите социјалдемократи во Велес, Велимир Арсов, кога истата била меѓу последно рангираните. Односно, од 10 кандидати, истата била 7 рангирана, а сепак е примена на огласот за општи лекари. Потоа, дали советникот Зоран Ѓуровски е вработен по партиска линија во Агенцијата за млади и спорт? На оваа тема може да поставуваме уште многу прашања, но одговорот на истите добро го знаеме. За сите овие сомнителни вработувања мора да понесете одговорност. Очигледно е зошто немате сработено ниту еден капитален проект од вашата програма. Главна занимација и приоритет ви биле партиските и роднинските вработувања, а не интересите на граѓаните и нивните потреби. Почитувани, време е да се стави крај на оваа крајно партизирана и ненародна власт. Како што кажавме и претходно, Ненад Коцич и СДСМ единствено се залагаат за 0% невработеност кај своите партиски активисти. За вашите постапки најпрво ќе ве казнат Велешани, а потоа
по законски процедури ќе одговарате за сите сомнителни работи кои ги имате направено во овие 4 изминати години. Во тоа не треба да се сомневате. Бидете сигурни дека вистината ќе излезе на виделина, а правдата ќе ве стигне за многу брзо време. Прв чекор до правдата е во недела на 17 октомври, датум на кој Велес и Велешани ќе ве казнат за сите погуми политики. Велес и Велешани на 17 ќе дадат поддршка за просперитет и проекти за бројот 7 за Марко Колев и советничката листа предводена од Зоран Љутков. Благодарам.